Светот ја преспа преродбата. Задрема токму тогаш, кога дојде редот да ја чуе македонската сказна. Потврди за постигнатиот прогрес има многу. И додека светот спие, Македонија ита, без запирање. Ние скопјани можеме да се пофалиме дека сме најбрзите. Уште во мугрите на 2010. Нам ни дојде 2014. Процуте барок како ренесанса. Кој разбрал, разбрал. Класицизмот и барокот се вредности кои издржале проверката на времето и човештвото на нив секогаш се навраќа кога сака да постави темел на ново општество. Во времето на Хитлер беше архитектот Шпер, чувен архитекта, многу голем архитекта, радеше архитектурата во неокласицизам. Значи тоа е архитектура на фашизмот. Преполните регистри почнаа да горат. Од пепелта на Скопска комуна, како Феникс, никнаа документи за тендери и каса прими сметко потврди. Правта мораше да почне да се чисти. Одговорно тврда дека во Министерството за култура не недостасува документација за јавни набавки кои предизвикуваат финансиски импликации. И таму во папките, замислете, празни ви беа. Метла имаш. На тетовци им беше најтешко. Без депонија. Почна отпадот да си го фрлаат по дворови. Купишта хартии, фотокопирани. Пробаа да подзачистат. Од Мала Речица, преку Кичево, низ Белград. Често сам видел лице кое се споминјало, заправо често сам имал састанке sa сарадником кој се звал Ибар. Тетовската депонија се уште ќе ја загадува безпрекорно чистата македонска лустрациона пустина, во која со добар калем успешно никна само еден цвет. Дезертна роза во Струмичката гимназија. Немам артилерија за да се бранам. Јас сум Давид, Голијат е другиот. И тука не заврши кодошлакот. Апологетите станаа врвни критичари. Ја отворија устата, откако им ја затворија вратата. Мене ме назначила владата на Република Македонија и јас ја почитувам владата на Република Македонија. Како во 1001 ноќ, плачеше виолината за лисјата што паѓаат. Во долината на волците, власта ја ловеше медиумската лисица. Како во вистинска љубовна приказна, сватовите прво ја побараа, па не ја добија. Вториот пат ја грабнаа. Кога заврши љубовта ваша со премиерот Груевски? Зашто зборувате тоа љубов? Новата љубов маршираше. Ајде да одиме на избори! Се закануваше со апсење. За овој криминал, за овој грабеж, за ова предавство под маската на лажен патриотизам ќе одговарате. Правдата ќе ве стигне, ви гарантирам. Груевски не остана должен на прозивките. Протогер го снема. Копаше кај Иванов. Беше во Словенија. Не губеше верба. ВМРО ДПМН ја пронеде надежта кај Бранко. Јавното обвинителство на Република Македонија да покрене иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на поранешниот председател на Република Македонија Бранко Црвенковски. 5 години во опозиција истоштуваат. Изнемоштени од владиниот диет клуб најавуваат гладна година ако се вратат на власт. Човекот што лани жив го изедоа, објави дека неговото враќање во Скопје нема да биде испосничко. Апсолутно е јасно дека живи луѓе ќе јадаме фигуративно или символично кажано. Апсолутно ниту се сметам за канаболист. А гладни како Заев има многу, но не за власт, вистински. Благодариме на председателот на градот што му текна да организира ваков еден појадок. На неколку километри од камениот мост, полициска опсада. Се затвораа двата неголеми бутици во Македонија. Оној брендираниот во станот на мадам Пепи и оној во Шутка за македонската сиромаштина. Без роба, без пари, без работа, ама и без визи. Со агенцијата на Амди летнаа по азил во Европа. Ги вратија. Нема леп ниту во Брисел. Едно ќе ви кажам, ромите се многу сналажливи. Некои се глупи од тука идат да азилираат. Ромите 100 у една торба, 100 низи шушки, пиперки купуе, по 150 динара, тоа се 15.000. Германија ги носи по 20 евра, ги продава,
2000 евра става и се шета и се прави по фамилии, пак ќе дојде со пари тука. И нема потребно да азулира. На Охрид ни годинава не му се погоди сезоната. Се поплави патот кон Пештани. Го снема кеот. Ацо замина Австралија. На сите што имае лоши мисли и лоши дела, додека јас бев одсутен, исто како бумерангот, ќе му се врати погледа. Груевски со тешко срце дојде. Новаковиќ дојде и никогаш не се врати. И струга да не остане покуса. Се излеа Дрим. Диви шанкови убиваа питоми луѓе. Само на Миладинови им изгреа. Се родија некои нови велешки гемиџии. Само што овие пловат по мајни. Новите генерации учат за животот од некои чудни учебници. Различно се чита и буквите од Куранот. Немаше мир, ниту таму каде што се верува дека би требало да царува спокојството. Историските големи слова, сосема спротивно од нас, ги читаат нашите соседи. На крајот од годинава, бугарите, србите и грците се здружија, за да им покажеме дека друштвата целосно ни се небитни. Дури ни кон пријателите не покажуваме респект. Во Албанија праќаме неискуство. Во Турција бетер, битолски поштар. Кога стигнав со возило, додам во Република Турција, на самата граница, само со покажување на македонскиот пасош и се беше јасно. Работата е тамам, продолжете понатаму. Токму улицата чие име асоцира на протестот на македонските револуционери против Османлиската империја е една од најсветлите точки во годината што изминува. Ако не и на светлата, затоа што е единствената. Со пристојна брзина се поминува на зелениот бран. Доколку не поминува владина делегација, тогаш се вклучуваат жолтите светла на семафорот. Така помина и 2010-та, на жолто, без запирање. Премала е секоја пречка која ќе се испречи пред луѓе кои разбираат што се случува и не се плашат повеќе. Македонија не запира повеќе.